Екипата на утринската програма на Алфа телевизија ова утро се наоѓа во спомен куќата на Мајка Тереза, каде што на 27 октомври се отвори изложбата посветена на ликот и делото на оперската певица Милка Евтимова. Ова утро разговараме со Цветанка Вучковска-Митовска, виш кустос во спомен куќа на Мајка Тереза, и веднаш донезе е Елизабета Марковска, кустос етнолог во Национална установа Музеј на македонска борба за самостојност. Ви благодарам што ги отворивте портите на спомен куќата Мајка Тереза, еве и за нашата екипа, да ја посетиме ова изложба. Изложбата е отворена на 27 октомври, посветена на ликот и делото на оперската певица Милка Евтимова. Добро утро на сите гледачи. Токму така изложбата е отворена на 27 октомври во 12 часот по просториите на амфитеатарот на спомен куќа на Мајка Тереза и ќе биде отворена за посета до 10 ноември. Па сите заинтересирани може да дојдат да ја посетат. Идејата за оваа изложба се роди како плод на соработката и меморандумот кој што го имаат подпишано двете институции за меѓуинституционална соработка, и зашто се одлучивме за токму за оваа изложба, затоа што сакавме да го одбележиме денот на операта 25 октомври, но исто така да прикажеме животот на уште една жена од Македонија која што е голема професионалка во својата работа со меѓународни признанија, но исто така и голема хуманитарка, хуманистка која што пред се го слави животот, ги почитува луѓето, сака да помага на сите оние на кои што им треба помош. Па затоа се одлучивме изложбата Оперска одисеја, наследството на Милка Евтимова, да биде представена и во спомен куќата на Мајка Тереза. Како сте задоволни вашите впечатоци од отворањето, и само да споменеме дека влезот е слободен? Токму така, влезот е слободен за сите посетители. На отворањето се обратија ВД директорката на спомен куќата на Мајка Тереза Сонја Кузмановска, ВД директорката на Националната установа Музеј на македонска борба Анчи Илиевска, како и Александар Трајковски, професор Александар Трајковски, кој што беше и близок и многу голем соработник на Милка Евтимова, но и голем нејзин, можеме да кажеме сега, промотор на нејзиниот лик и дело. Како дојдовте до идеја да ја отворите оваа изложба посветена на ликот и делото на певицата Милка Евтимова, и што се можат посетителите да видат овде на оваа изложба? Добро утро и од мене. Чест и задоволство е да се промовира ваква изложба на ваква голема хуманистка, познат лик од македонската оперска сцена Милка Евтимова. Идејата за оваа изложба произлезе од личната желба на Милка Евтимова да донира преку 230 предмети на нашата институција, а се со цел ние во иднина да бидеме чувари на нејзиниот лик и дело. Тука, во оваа просторија, целиот нејзин животен пат и нејзината кариера се представени на 7 изложбени форекси, каде што се осврнуваме на сето она што е најзначајно од нејзината кариера, нејзиниот успех, а исто така и од нејзината хуманост, пошто е позната не само во нашава земја, туку и пошироко на нашите простори. На самото отварање од нашата институција беа донесени дел од предметите што ги имаме во нашиот личен фонд, што ги чуваме во нашите простори. Изложбата ќе биде отворена до 10 ноември, така што ги поканувам сите заинтересирани кои што веќе биле во спомен куќата да ја посетат и оваа повремена изложба, и сите оние кои што не биле во спомен куќата да искористат оваа прилика да ја посетат изложбата за Милка Евтимова, но исто така да ја посетат спомен куќата, бидејќи влезот во нашиот музеј е слободен за сите. Работиме од понеделник до петок од 9 до 20 часот и сабота и недела од 9 до 14 часот.